од каде, на пример, кај тебе, као некој кој што играл кошарка цел свој живот, доаѓа вакво размислување да бидеш денеска тој што ќе не вака, оке, функционирало или сме мислеле дека функционирало, ама мора да се направат промени. Па види, знаеш како јас, спортот е моја огромна љубов и од мали нозе уште, не знам, 6-7 години уживав буквално да бидам надвор цел време, да спортувам. Тогаш живеев во Бутаведен, имавме двор, цело време. После училиште, надвор, спортување, трчање и така натаму, и некако сакав да бидам дел од тој спортски живот. Тоа ми одговараше. Мислам, во тоа уживав. Таа некоја дисциплина која што спортот ми ја створи. Патот некако ме насочи да почнам да се занимавам со кошарка. Да тренирам кошарка уште од некоја си моја седма година. 7 години имав, почнав да тренирам кошарка. И некако имав да кажем предиспозиции, имав некоја убава висина, бев брз за мојата генерација, убаво се вклопував во целата екипа каде што играв и каде што поминав низ различни екипи и клубови. И тоа беше еден период од некој си, да кажам, 14 години. Значи јас играв некаде до 13 години, до 21 години играв кошарка, поминав повеќе клубови. И што се случи, што е многу интересно што сакам да го кажам и зашто сега почнав ова да го кажувам. Во сите тие 13 години колку што јас играв кошарка, 7 години, 8, 9, 10, не е некоја возраст каде што ти можеш да осудуваш, да гледаш што ти недостасува, што ти е потребно за да бидеш нели подобра верзија од себе секој нареден пат. Во сите тие 12 години дека јас играв кошарка, ниту еднаш во ниеден клуб ние немавме како спортисти, млади спортисти, немавме ние можност и шанса да имаме некој човек, едукатор, кој што ќе дојде ќе не научи што значи правилната исхрана. Што значи ментално здравје во спортот, што значи мотивација. Зошто јас се чувствувам некогаш без енергија на тренинг, на надпревар. На тренинг сум супер, давам се од себе, играм одлично. Баш нели јас и ти споделивме еден исечок од еден подкаст каде што гостува Пеџа Самарџиски, наш познат кошаркар, нели, кој што говори баш во тој момент од клупа додека станам, кој ќе ме викне тренерот да дојдам нели да играм, како да некој ми ја зима енергијата, како да некој ми е зел цела сила од мене. И никој не дошол нас да ни каже зошто тоа не се случува така. На терен сме едни, на тренинг сме едни, на надпрв е сосема друго чувството. Ми се случува тоа и мене. Моите родители ми беа огромна поддршка во спортот и на мене и на брат ми. Значи ме поддржувале максимално, разговарале со нас. Меѓутоа друг е пристапот на родителот, друг е пристапот на експерт човек кој што знае како со тебе да разговара од тој психолошки аспект. Јас многу пати сум чувствувал да кажам таа некоја вознемиреност. Ќе дојдам на тренинг одлично, на надпревар, сосема друго. Ми се има случајно да ми беше омилен играч Дерик Роуз во тој период. Актуелен кошаркар, многу работа има направено, одлично движење и така натаму, ти како млад играч тебе тоа инспирација, нели, мотивација ти. Ги тренирам неговите движења, сакав да направам нешто што ќе направи некаква промена на теренот. Пробам да направам едно негово движење кое што претходно си го тренирав. Движењето помина одлично. Нели, завршетокот на кош, шутнав, погодив обрач, не погодив кош. Тренерот вели: "Зошто го правиш тоа? Ќе ти извадам." И јас сега во таа моја во тој период си викам, па ако не направам ова, како ти ќе знаеш дали ја грешам или не грешам, како ти ќе ме насочиш? И тоа се некои, да кажем, моменти кои што ти одземаат самодовербата како млад играч. Затоа што јас спортот гледам како еден вид на задоволство, уживање, креативност, да, имаш одговорност спрема играчите, спрема тренерот, спрема тебе самиот, спрема публиката која што гледа, која што дошла да те поддржи, и како така треба да се пренесе тоа. И треба луѓето да имаат одговорност кон све што прават. Меѓутоа, дајте им слобода на луѓето во спортот да го прават тоа што го тренирале, да бидат слободни. И во тој период, согледувајќи го на што се случува низ годините во спортот, тука и кај нас, за жал, меѓутоа и на Балканот, сватив дека треба промена. Сватив дека треба да се разговара многу на ова прашање. Ја ќе го земам проблемот со младинскиот спорт кај нас, значи имаме талентирани деца во било која област. Меѓутоа гледаме дека резултатите кажуваат сосема нешто друго. Тука повторно бара промена. Тука повторно бара системско решение, и затоа јас некако трнав самиот
да ги направам тие промени, особено во делот со менталното здравје и таа некоја едукација која што сакам да ја потикнам кај луѓето. Од друга страна, ми е многу драго што кај нас се појавија луѓе експерти кои што силно говорат на оваа тема. Имав одличен подкаст со како се каже девојче во спортска психологија, Ева. Одлична емисија гледав. Прекрасно говореше на таа тема со спортската психологија, улогата, искуствата. И затоа трнав во таа некоја насока да дадам некој свој печат. Тоа што јас сум го немал кога сум бил играч. Сакам да го пренесам еве сега пред овие млади луѓе тука. Имав неколку обиди, креирав еден свој проект, јас можам. Целта беше на тој проект да ги потикнам младите луѓе да веруваат во себе. Проектот се вика Јас можам, создавање победнички менталитет. Идејата ми беше преку тој проект да ги потикнам младите да веруваат дека можат. Затоа што победник не е само оној кој што ќе крене пехар. Не е само оној кој што ќе крене медал, кој што ќе носи медал, тоест на врат. Победник е оној кој што ќе се обиде и тогаш кога ќе сгреши. Кој што нема да се плаши од грешка. Ние мораме да сватиме дека во животот ќе имаме и грешки, и успеси и неуспеси. И од тие грешки, ако не направиме грешка, нема да научиме. Меѓутоа победникот е оној кој што направил грешка, окей, сум направил грешка, ајде да видам сега како може да ја поправам таа грешка, да не ја повторам на редниот пат. Тоа беше мојата цел и тоа беше мојата идеја, да им овозможам на луѓето, на оние кои што се во оваа област, млади спортисти, тренери и така натака, да научат и да добијат некакви информации повеќе во однос на тоа. Дали се зборува за менталното здравје во фудбалот? Моје некое мислење од тоа што имам видено е дека уште бавно иде тоа зборување за ментално здравје во спортот, ама каква е ситуацијата од твое некое искуство со фудбал? И јас да ти кажам искрено, на УЕФА курсевите, на ФФМ, на сите и на Б лиценца и на А лиценца многу се зборува за менталното здравје на фудбалерот, за тренерот помалку, но за фудбалерот се зборува многу. И општо за менталната состојба на фудбалерот. И доаѓаат од факултетот за физичка култура, стручни професори кои што ги објаснуваат колку што може во тој мал период, да речем, да се објасни. И со тоа е дадено то знаење дека го има менталното здравје како приоритет, барем во Фудбалската федерација и Центарот за едукација. Што значи веќе почнува да се зборува и веќе има поттик за сите да зборуваат за тоа. Сега колку луѓето го имаат прифатено тоа и колку имаат вистински почнато да зборуваат и да разговараат за менталното здравје, мислам дека се уште рано. Уште е во зачеток. И треба да биде повеќе, особено за малите деца. Јас знаеш што, најголем пораз не ми е кога дете ќе си замине од мојата школа, ќе замине во друга. Тоа ми е буквално најнормална работа. Се случуваат промени, но кога дете ќе се откаже од фудбал комплетно, тогаш не знам, чувствувам некоја вина, наискрено ти кажам. Значи тоа дете имало некој проблем во моментот, ние не сме го препознале и се случило тоа што се случило. Ме разбираш што сакам да ти кажам. И доколку зборуваме повеќе за менталното здравје и бидеме поотворени за вакви работи, можеби по-добро ќе може да ги забележиме овие аномалии или проблеми или пошто на секој дете сигурно му се случува да има криза ментално, тренира со други деца, не се чувствува доволно добро во моментот. Можеби заради возраста може да го надминуваат неговите врсници. Зборуваме месечната хронолошка возраст. Што влијае нормално и на биолошката, и да се чувствува во позадина и да мисли дека не прави нешто доволно добро и дека не се развива доволно брзо. Знаеш, ја начнавме таа тема пред да почнеме. Има случаи деца родени ноември, декември кај нас и општо на мислам дека во регионов практика е деца да тренираат по генерација. 16-та да речеме тренираат, 15-та тренираат посебно, 16-та тренираат посебно. И сега има некој роден во 16-та, јас имам многу примери, 30 декември роден по 16-та и тренира со 2-3 јануари
16. Тие деца Та- прво вака кога ќе ги видиш, не се исти, ме разбираш? Не мора да значи, Не, па но има примери кај што стварно има голема разлика. Значи се случувало, еве јас со кошарката на пример кај што и висината е многу важен Како фактор не? игра Да. и до 12 години деца и сега еве да кажеме 2016 или ајде тоаш беа 2010 деца се иста годишна возраст, Да. ама едни се родени јануар, февруар, март, а нашиве беа јуни, јули, август, све тоа. Тие една глава повисоки се Да. веќе. Кога ќе доеш на 11, 12 и знаеш, нормално е да има разлика, ама тоа некои деца ќе ги обесхрабри. Апсолутно. И плюс тоа, баш го зборевме тоа, и тоа е една од причините зашто сакав да те викнам, дека го видов дека има споделено, ама книгата се вика Outliers, Малком Гладуел, кај што зборува дека една од причините зашто ова проблем е бидејќи на сам почеток овие деца кои што се од јануар, февруар, март добиваат многу поголемо внимание, пошто се подобри, се побрзо, се повисоки, се посилни и тие деца кои што нели, честно исклучоци, некојаш се случуваат, секако има и некои што фудбалери се и зрели, спортисти да. кои што се родени у втората половина од една година, ама тие деца се забораваат, бидејќи се помали, и многу голем дел, например, ако гледаме репрезентации и младенски селекции, тие највисоките се играат, најдобрите, Ви сега во моментов не можеме, можеме да го провериме, ќе изгубиме многу време, дали е тоа така, не, али со сигурност знам дека многу деца што се откажуваат се родени во вториот дел на годината. Збориме се откажуваат на мала возраст, на 9, на 10 години се откажуваат од фудбал. Не зборуваме сега на 16 или на 19 или тажното е што многу од нив се многу талентирани. И технички се многу добри, но тоа се уште не може до израз да дојде заради тоа што сите околу нив се поголеми. Тука треба многу ментална снага, а тоа е едно мало дете. И уште кога ќе додадеме, да речеме, агресивен родител или агресивен тренер, што можеби не ги разбира во моментот овие работи и што мисли дека само детето ако стегне заби може да го претрча другиот играч, дека се е тука. Не е баш така. Не. И тука му додаваат некој непотребен притисок и најлесното во моментот е да се откаже. Да. И тоа се случува многу често. Ја не знам колку таленти губиме годишно, тоа никој не може да каже. Заради тоа што талентот дури така ќе се види на подоцнежна возраст малку. Колку таленти годишно губиме на овој начин. Да. Сигурно е многу. Не, и тоа е многу интересно и ти спомна, иако имаш обука, имаш од федерација и Центар за едукација зборуваат за ментално здравје, колку е например тешко во пракса тоа да го спроведеш, бидејќи ти имаш обука, ама на тебе после како ќе се однесуваш. Тоа. Многу влегуваат, јас да поминам низ тоа, ама мислам дека имаме одговорност како тренери да обрнуваме внимание на овие работи. Заради тоа што пак ќе ти кажам, да се откаже дете, тотално да се откаже од спортот. Еве, ти си тренер кошарка, ти се откаже тренер кошарка дете. Не дај Боже паради тебе да ја откажувај. што неретко се случува. Се случува. Да. Треба да си стварно без осет. Да, ама и тоа е тешко, знаеш дека мислам една од причините ја бар што ги имам увидено е баш поради тренерите, каде што, знаеш, и тоа се случува и не само со постара генерација, туку со тренери кои што се и помлади, они ако се научени на еден начин на тренирање, така поминале, или ако, еве, таков сум јас и така иде, нема толку е, многу тешко се менува Тоа ме плаши да ти кажам многу. Кога ќе видам млади тренери со стари методи, Да. посебно стари методи на комуникација, тоа многу ме плаши. И многу е кај нас, две работи се многу глорификувани. Една е улицата, како алатка за тренинг. Улицата ќе да научи, на улица фудбал, на улична кошарка. Една е тоа. И друга е таа стара школа на комуникација. Таа е... Јас имам сега, не можам да ти објаснам, сите родители. Малку да има исклучоци, 1%. Идат и ми викаат, викај му, дери му се. Значи идат,
ме тргаат на страна и ми викаат, слушај, абе овој мојов го гледам, забушава нешто, абе викај му, дери му се. И мислат дека ако јас му викам и му се дерам, дека детето ќе дојде поблиску до онаа верзија они што имаат замислено. Тоа за жал не може да кажеме сега еден родител дојде, сите. Да. Значи ова сите. И кога ти нема да му И викаш немам решение за ова. не, тоа е Јас не им интересното. се дерам, да им кажам уште Ама се. пази, кога ти не му се дераш, они ќе почнат да му се дерат. И ви, тоа од страна дерењето, тоа е проблем за себе, не е само хајнес, ама тоа е веќе друго. Тоа веќе се адресира лесно, ајде молам сите родители. Тишина и готово. Да, или надвор, ние немаме можност надвор да им речеме, гледаат преку ограда. Али тишина да може да кажеш, пошто стварно на детето негативно влијае. Се што ќе му викнат од страна родителите, освен браво и напред и ајде, се друго е со негативен ефект. Ама дефинитивно тоа дерење, тоа па и пцовки и што и се не, тоа ја имам приметено и една од најтешките моменти кај што млад тренер почнувам јас и сега нормално учиш се тоа и гледаш деца кои што човек на клупа идат плачат. Ама не плачат бидејќи тренерот ги има убедено дека не ги бива, дека нешто е проблем со нив. Значи ја имам дете кој што вика ја треба на психијатар ќе идеме, не знам што е проблем со мене. Не дека ништо не е проблем со тоа дете, 14, 15, 16 години. Ама тебе веќе ти има убедено тој што те води, што ти е тренер, дека нешто е проблем со теа. И да има некој технички недостаток детето и да не разбира доволно и да не е доволно квалитетен кошаркар, фудбалер, што и да е. Не треба да го направиш да се чувствува неподобен. Никој човек. И за тоа на таа планина сум спремен да умрам. Да се изразиме малце како западњаци. Да. И така. Нема, ама многу е, сум имал и пријатели и луѓе од страна што доаѓаат и сега, не знам, идеме на утакмица и ги гледаат, интересни им се тие некои методи веќе. Нели и во Америка имало тоа и на страна, ама тие се повеќе и повеќе изумираат, ги немаш веќе тие, не знам, мене ми текна од кошаката пример, ама и се доаѓаат и човек фасцинантни им се тајмаутите на тренерите, како се вика, како дерат, како и зборуваш за професионалци. Не, за младенци. За младенски утакмици се тоа. И начин на однесување, начин на комуникација, и се тоа и има моменти кај што чека ова is this real? Као дали стварно е вака и така е реално. За жал кај нас се уште провладува таа стара школа. И гледај колку популарни стана видеа од овие европски тренери кај што им се дерат на кошаркарите. Знаеш колку популарни стана? Вака треба, вака кај нас. И знаеш, сите родители ми го праќаат мене. Пошто сме и пријатели по социјални медиуми, вака ми праќаат линков. Гледај, ове Обрадовиќ, така Обрадовиќ. Како им се дере, рече, види. Па идат шамари, маваат, нели? Имаше едно такво видео. И као ми го праќаат родители и некоја порака со тоа сака да ми кажат, знаеш. Ама не разбираат дека нивното дете, прво, тие видеа се од професионални играчи. Така? Да. Друго, тие играчи земаат милиони. И дошле да работат со тој тренер да им се дере. Тие одбрале. Да. За да им се дере специфично. А овие ваму 99,999% се шансите дека нема да станат професионалци. И тие треба да разбереме дека фудбалот го гледаат. Да, може он сонува да стане фудбалер во моментот, но не значи дека тоа ќе го сака за 2-3 години од сега. Тоа е дете, му се менуваат приоритети, ќе најде нешто друго, ќе почне да запознава други луѓе, да се бави со други проблеми, да решава и ќе му стане нешто друго утре интересно и тоа е сосема во ред. Наша работа е да го задржиме во фудбалската игра што е можно подолго. Значи збориме до пензионер да игра фудбал, толку да ја засака играта и да ја практикува. Да имаме здрави луѓе, здрава нација, убави насмејани луѓе, спортски ориентирани. Значи тоа треба да е целта. No. И да учествуваме во некој спорт, во некој клуб, да даваме придонес на таков начин. И како родители да дојдат да си навиваат за своите деца. Знаеш колку убав пример имавме сега, настапувавме на Кул Куп на Цементара со 2017 генерација. И беа дојдени и прва утакмица игравме против Осијек.
да ти кажам, многу убаво. Родители дојдени од Хрватска дошле тука, си земале онакви шакалки, навиваат, ајде Шиме напред, Шиме, ајде овај, ајде онај. Си викаат напред, ништо не викаат против судијата, ништо не се дерат. И нашите родители беа окей, ме разбираш, но овие стварно позитивен пример. И на крај и далеку стигна, нешто трето или четврто место, сам играл полуфинале сигурно. И надпреварот го направија многу добар. Што е најважно. Значи, нивново навивање, нивнова енергија брзо се пренесе на нашиве родители и настана добра атмосфера и многу убав надпревар. И децава кога заврши надпреваров, полни беа од возбуда, пука. Следен надпревар играме со локална екипа, одма имаме друга енергија. Одма се смени. Ме разбираш што да кажам. Значи се чувствува некоја културолошка разлика. Да, за жал кај нас навистина нема доволно спортски психолози. Инаку мојата желба се разви уште на почеток на средна школа. И дома имав јасен став дека ќе станам спортски психолог, што на сите им беше многу чудно, зашто никој нема допирна точка со тоа. Инаку јас професионално се занимавав со пливање уште од 6 годишна возраст и некако ни стои континуиран пат на физичка спремност, сватив дека не можам со емоциите да се носам само. Некако сум многу осамена, ми е многу тешко, немам на кого да се обратам. И така ми текна, односно осетив на моја кожа колку е битно да имам јас до мене спортски психолог, како тренер за пливање, исто тренер за фитнес и така натаму. И тоа беше пресудно да го почнам овој пат, да станам спортски психолог и да им помогнам на другите, бидејќи немало кој да ми помогне на мене. Да. Кажи ми баш за тие моменти каде што еве ти професионално се занимаваш уште од малено за со пливање. Кога свати дека окей, ја не можам со ова сама да се борам? Кога? Па мислам, тоа имаше еден доста тежок период за мене. Имав некаде околу 18-19 години. И се случија, јас ги викам 2 во 1 работите, имав една огромна повреда која што резултираше со операција и тоа значеше за мене 2 месеци јас да не можам да станам од кревет, што за спортист е еден од смртна казна. Точно, баш така. Во тој период исто така изгубив и многу близок член од мојата фамилија и затоа го викам 2 во 1 и физички се борав, со болки, бев заврзана за кревет, но и некако емоционално бев истрошена и ситуацијата ми изгледаше како една слепа улица и не знаев како да излезам од. Тогаш бев прва година на факултет на психологија и знам дека е ова вистинскиот пат за мене, станување на спортски психолог, зашто во овој момент ми треба стварно некој да ми извлече од оваа црна дупка. Да, и например кога размислувам за спорт, ние најчесто мислам дека размислуваме за тимски спорт и кај што, окей, играш фудбал, играш кошарка, имаш со играчи, имаш не си сам на теренот, тоа мислам дека додава уште еден аспект кај тебе, кај што си дел од клуб и имаш тренер и сето тоа, ама кога пливаш, сама пливаш и цело време сама си, сама од тебе, нема кој да те, ако не знам, те поминал играч, нема кој да те пази од позади. Тоа е точно. Затоа јас работам и со групни и со индивидуални спортови и во групниот спорт има доста предизвици, ама меѓу играчите, тренерот и така натаму, а индивидуалниот спорт е навистина знае да биде на многу самено место. Зашто ако немаме добра корелација со тренерот, најчесто па поготово во пливањето имаме сега многу пливачи и пливачки што немаат тренер, што само мислам дека кај нас се случува и они се скроз на едно самено место. И затоа јас си реков како јас сум го почувствувала ова на себе, навистина е многу тешко, сум имала периоди јас кога не сум имала тренер. И затоа сметам дека улогата на спортскиот психолог е тука многу битна, поготово во индивидуалниот спорт. Да, сакам баш да зборуваме за тој период кога веќе имаше таа реализација. Каква ти беше, например, дали го сподели тоа со
дали тоа се други пливачи или пливачки или други луѓе од спортот кај што дали што мислите за ова спортска психологија, дали имаше такви разговори кои што ти ги имаше со луѓе околу тебе у тие моменти кај што сваќаш дека ова е навистина голем проблем и ни треба таква помош како спортисти. Да. Па, знаете како во тој момент пробав да разговарам со мојот тренер. Нешто тука бев упатена да се консултирам и да работам со навидум спортски психолог. И тоа ми беше уште на плюс траума, зашто се беше спортски психолог, не беше според мене ни асален, што би рекле старите психолог. И мислам дека тука имав дополнителна траума, што плюс ми даде само мотивација, нели, да станам и јас најдобар спортски психолог, односно барем моментално кај нас, да. А инаку не сум зборувала многу. На тренинзи, вака на базен, многу слабо со колегите, бидејќи некако тоаш мислам дека беше многу табу тема, ама исто така и многу тренерите ни викаа као немате потреба, треба само вие да сте јаки, да сте резилиентни, да не слушате нас и тоа е тоа. Едино што зборев беше со мојата мајка, бидејќи она ме разбираше, пробуваше да ме разбере, а инаку не. Да, бидејќи као некој кој што има разговарано со многу луѓе од спортот и најчесто некојаш, нели, доаѓаат тие разговори колку е само потребно тоа, колку е само потребно, нели, кај што имаш кондиционен тренер, тоа ти е исто, пак е кондиција, само што е ментална на некој начин. И имам некое чувство дека, барем од моето лично искуство, дека голем дел од помладите играчи, голем дел, па и би рекол и постарите, се као најверојатно ќе ни помогне, нема да ни е на одмет, ама после кога дојдеш да збориш со некои од тренерите, поготово тренери кои што се малце постари и кои што веќе го знаат како и го имаат научено занаетот пред 10, 15, 20, 30 години, многу голема одбивност има и нечесто се доаѓа до таа реакција, треба само појако уште. Да. Само потиснувај ги емоциите, биди јаки. Да, но знаете, мислам дека моментално јас се соочувам и со многу голема блокада и од тренерите. Зашто они некако ги мешаат работите. Значи, они се тренери физички да ги спремат спортистите, јас сум тука ментално да им помогнам. Значи, никој нема да се меша во ничија работа. И многу пати сега, например, кога работам со некој спортист, тренерите се као не ми се меша во работата. Така да мислам дека треба и со тренерите да направиме една обука за спортска психологија. Да, и мислам дека ако можам да кажам своје мислење, тоа се барем според мене се должи на може би доаѓа до тоа, јас ова го знам и знам како е, јас сум тренер и знам како е. Што е да се случи со моја екипа, ја одлучувам, ама во некои случаи мислам дека има и некој страв дека некој друг може да има влијание врз твојата екипа, врз твоите играчи и ти губиш влијание, губиш можност да контролираш се, да биеш контрола на сите работи. Да, контролата е едно, сметам, но исто така мислам дека они не се доволно запознаени тренерите што значи спортска психологија. И како можам јас да им помогнам и на нивната работа, не само на спортистите. Да. Ајде баш да збориме за тоа. Зошто е толку важна психологијата и тој ментален дел од спортот? Нели, знаеме, ако зборуваме за, те прашав на почеток, што е за тебе ментално, знаеме колку ни е важно за секојдневно да функционираме, ама зошто е важен тој ментален аспект во навидум, физичка работа? Вака најпросто кажано е за да можеме да го споиме умот со телото. А кај спортистите тоа според мене е најбитната алатка. Ако умот не ни е сплотен со телото, сите оние наредби што доаѓаат од умот, телото не може едноставно ниту да ги познае, ниту да ги примени. Затоа е многу битно, јас викам, спортската психологија, никако јас како спортски психолог пред се работам на корелација ум и тело, а тоа значи менаџмент на емоции, менаџмент на мисли, а потоа и однесување. Така да, за еден спортист да има најдобар спортски перформанс во моментот, спортската психологија и работа со спортски психолог е круцијална за мене. Да.
Мислам дека интересно ми е секогаш кога не знам, јас сум имал таа можност да бидам една година во Америка и да бидам малце дел, да видам, да искусам некои поразлични работи. И во средно, ама и таму, например, се почувствува тоа колку е само важно. Да, телото е важно и тренинзите секаде мислам дека физички кога станува збор се, ако сакаш да успееш, мораш да поминеш низ јаки тренинзи, сама знаеш сигурно. Точно. Не може еднаш дневно некојаш, мораш поеќе пати, мораш поеќе работи. Тоа стои и тоа си е така, ама и таму, например, разговори со тренер, однос тренер-играч, колку само ти помага, окей, да, денеска си даун, не ти е денот или неделава, нешто ти си има случајно, па кога станува збори за повреди, па враќање од повреда, ти најдобро валјда знаеш колку е само, ако те погоди тоа у момент кај што поготово и нешто друго ти се случува, како на тебе, Така. тоа е крај. И мислам дека тешко е некојаш да се види бидејќи и не се гледа тоа, или не може да се види со голо око. Ако Најчесто не може да се види и убаво што спомна е многу битно и спортскиот психолог, на пример јас со спортистите што работам, ние работиме некогаш и како тој тренажен процес да се помине. Зашто тоа е навистина една они што го викаат физичка тортура и како се јас да се мотивирам денес да станам сабајле во 6 и да знам дека имам физичка тортура, како јас ќе се мотивирам да ја издржам оваа недела или баш овој тренинг. Така да, и спортскиот психолог тргнува и од најдоле, значи како да се издржа тренинзите, како нашите емоции да можеме да ги менаџираме на тренинг, за да можеме да ги менаџираме после на надпревар. веќе 2 години мрак. Кои беа тие чувства што те преовладува во тие неколку години, во тој период? Да. Беа, значи првиот паничен напад што го искусив беше во самата болница. И тоа на кратко да го опишам, тоа беше од како направија една операција, ја чувствував најлошата болка што до ден денес имам чувствувано на раката, на рамото. И во тој момент мојот свет како да го опишам, малце ќе звучи nerdy, ама во Star Wars кога го прават тоа tunnel vision, тоа hyperfly, не знам како се вика, и како све се зумира на едно. Значи целиот свет во една точка се зумира, односно доаѓа. И тоа се деси со целиот мој живот во еден момент. Значи во еден момент мислев дека ќе умрам. Срцето ми чукаше 200 на сат, не можев да дишам, значи буквално не можев вздив да земам. И беше тоа чувство на преголем страв, преголемо незнаење дали ќе преживеам. Тоа беше една од тие работи. Значи паника, анксиоза. И тоа се дешаваше, такви панични напади за моето здравје, за мојот безбедност. Тоа се случуваше па секој втор ден, секоја недела, значи долго време и често се случуваше тоа. Така да тоа беше една од работите. Паника, стрес, анксиоза. Друга работа што е покрај тоа е страв. Страв за иднината, страв за едноставно незнаење дали ќе поминам јас, дали ќе го поминам ова, или дали ќе ме конзумира до крајот на мојот живот. Така да тие беа две од најголемите емоции и чувства што ги чувствував, што требаше да поработам на нив низ текот на тие 2 години. Спомна прв паничен напад. Дали до тогаш си имал искуство со нешто такво? И која ти беше твојата реакција на сето тоа? Немав никогаш такво искуство. И од тој момент тоа чувство ми стана како да кажам, втора природа. Ми стана многу природно чувство, што е многу језиво, многу гадно да биде секојдневие. Но, значи, него го немав чувствувано тоа. А што беше второто прашање?
Што ти беше првата реакција? Што направи Во тој прво? момент, во тој болницата? момент, Паника, стрес, викнавме доктори, ја мислев дека ќе ми пукне срце. Мислев дека срцев удар добивам. Плюс, значи, се уште немавме направено тестови на внатрешните органи. Значи, тоа струјата помина низ моето тело, значи, не знаевме дали срцето се пореметило некако или внатрешните органи во каква состојба биле. Така да, беше тоа незнаење и од медицинска перспектива незнаење. Ме разбираш, внатре што се дешава, значи, физиолошки, камоли емотивно. Што се дешава. И интересно е да зборуваме, мислам, интересно е сега и убаво. На некој начин различно е чувството, што сега може да зборуваме за ова како нешто што си го поминал и што ти се случило тогаш. Ама како се случува тоа? Како можеш да зборуваш или како зборуваш ти со тие околу тебе тогаш? За се тоа што ти се случува. Да, памтам повеќе моменти кај што бев толку испаничен, толку ми беше страв што на вистина не можев да живеам како обичен човек. Памтам на една случка кај што бев, отидов во библиотека. Таму има библиотеки со кафичи, можеш да отидеш и да учиш, да читаш. И отидов 5 минути седев, не можев да се совземам. Значи не можев на рад да седам во кафич. Година и пол дена после повредата. Значи не можев да си бидам ја, да бидам смирен. И во тој момент се јавив на еден другар, искочив до кола, седнавме, беше таму покрај мене, значи не правевме некој си длабок муабет, само имав некој до мене. Така да во тие моменти кај што бев искочен, имаше и периоди, имаше моменти кај што побарав помош, ама имаше и многу моменти кај што сам морав да го чувствам. Некои од најгадните чувства беа дома, кога ќе ми се десеше таков некој напад и кога ќе требаше да се справам со фактот дека ако умрам ја во моментот нема кој да ме спаси. Така да имаше многу гадни моменти кај што побарав помош и ми беше многу корисно, ама имаше и пак мислам дека сами мислам си ги водиме животите и некои работи стварно мора сами да ги поминеме. Нема никој да е таму до нас цел живот да ни држи рак. Така да имаше и моменти кај што сам морав да се справам со тие работи. Да, го спомна стравот неколку пати. Ако направиме некоја споредба со Геј пред целата таа работа, дали Геј пред се ова имаше некаков страв или од работите кои што сега се соочуваш? Да. Мислам, сега зборуваме 3 години пред ова разговор. Да. Мислам дека немав. Искрено би кажал дека до некој степен пред ова бев вид на адреналин джанки. Значи цел живот се бавам со спорт. Имам возено скейт и едноставно цело време и пред и после повредата сум активен. Така да стравот, искрено и мислам преку спортот, го имам надминато многу пати. Пред повредата. Да. Да. Сега се соочуваш со страв да не знаеш што се случува, не знаеш како понатаму, не знаеш што да направиш. Да. Како се справуваш со тоа? Да, види, тој страв беше страв за дали докторите утнаа нешто. Дали има нешто што некој орган што е пореметен, што не функционира како што треба, што во овој момент ќе ме убие. Значи, тој страв беше толку едноставен за дали јас ќе го преживеам овој момент. Бидејќи во системот имаме fight or flight. Технички има и freeze response, но ако е тоа едно копче што го сискаме и се пали тој адреналин систем,
тоа копче беше нон-стоп притиснато кај мене во глава. Значи, и во моменти кај што телото обично би барало да сум смирен, значи, читам книга во библиотека, тоа најпосмирена атмосфера, здравје, така? Но и во тие моменти, копчето за fight or flight кај мене беше стиснато и мојот систем, односно моето тело, се спремаше за некаков инцидент. Се спремаше или да се бори, или да бега, едноставно се спремаше против некаква си опасност. Но таа опасност не постоеше. Тоа беше тук. No. Како го надмина се до тоа? Па како што спомнав, беше мешавина од повеќе работи. Беше мешавина од физички предизвици и зајакнување и градење на самодоверба преку физички ги сметам како борби, пошто на пример со трчање, кога ја почнуваме трката, ја почнуваме борбата и борбата не завршува додека не ја финишираме трката. И не се бориме против друг човек, се бориме против себе си. Така да преку физички предизвици и преку потешкото дури психички предизвици. Тие предизвици беа справувањето усно, односно на глас, искажувањето на буквално тие стравови, тие емоции, тие стресови, значи како луѓе, односно да се земам себе како пример, сакав све да правам, освен да ги кажам на глас тие стравови. Дека ми е страв, дека ќе умрам. Дека не можам у кафич да седам без да ме пукне некој паничен напад и да морам да искочам. Значи не сакав тие работи да ги искажам, бидејќи тоа ќе значеше дека ќе го поставам јас огледалото, ќе се погледам и ќе ги извлечам на глас тие стравови што постојат. Ме разбираш? Значи, кога ги искажуваме, тоа значи дека фактички кажуваме дека се реални, дека се вистинити. А сакаме све да направиме, освен да кажеме дека стравовите што ги чувствуваме надвор од таа терапија дека постојат. Сакаме само да им избегнеме. Ние не сме сакали да идеме у школа. Ретко кој ќе најдеш дете сакам да идам у школа. И секојаш тој авторитет кој што е наставникот, например, не го сваќаме толку сериозно и не гледаме на нив како авторитет на кој што одма му даваме. Треба некој да го добие тоа, да го гледаме како авторитет. Ама кога стана збор за тренер, најчесто е некој кој што деца од тебе гледаат како бог буквално. Бидејќи ти им помагаш да бидат подобри у нешто, они што го сакаат. И од таму, као тренер, ти имаш многу поголемо значење во нивните животи, отколку што заслужуваш на самиот почеток. И си една од највлијателните личности у нивните животи, барем кога се оформуваат. Со тоа се слагам 150%, пошто јас за се што сум тргнал да правам од кога сум станал тренер, од кога почнав да се занимавам со тоа, кога ми се пружи прилика да работам со деца, јас тргнав од себе. Што се случувало со мене кога сум бил мал, што сум добивал, што не сум добивал, што ми било потребно, што било игнорирано, што милион работи си ги ставив, не ги ставив на лист, ќе излажам, не сум си ги напишал, меѓутоа нонстоп ми светеа во глава. Прво, ова што го кажуваш ти, да, и јас сакав да скипнам школа, да не отидам у школа, да одам на тренинг и да бидам, не знам, Майкл Џордан, Коби Брајант и да биде се супер. Да, од дома, нели, тој притисок треба школата да се нерија, се наредат работи, што треба прво да е, што треба второ, што треба трето, иако не треба се наметнува тоа. Тренерот беше број 1 за мене. Татко ми, кога бев помал, ќе доеше кај тренерот некад, он пробуваше на секакви начини, нели, да ме воведе во нешто, меѓутоа ќе види негде дека главам, најчесто со школото, сакам да забушавам, да избегам, ама зашто? Не за да правам бели на улица или да бидам некој багабонт, или туку да отидам на тренинг, да бидам што повеќе во сала, да посветам што повеќе време и внимание на кошарка. И овој ќе отидеше кај тренеров, слушај, ние пробуваме све дома, најболи, ова, вака, така, али он ми ка,
Мац што ќе каже, тоа ќе биде. Поздрав до Маци Лиевски, он ми беше прв тренер и он за секогаш остана пример. Ето како е влијанието на еден тренер. Мене, наспроти тоа што сонував да видам Коби Брајант, викав, окей, ако не станам Коби, сакам Маци Лиевски да станам. Дали играч како Мац, дали особа како Мац, дали тренер како Мац, јас сум сакал да бидам као тој човек. Да. Не само ја. Таму бевме 200 деца и од сите 200 деца мислам дека сите сакавме да бидеме како Мац. И тоа е тоа што еден тренер треба да биде за децата. Ден денеска јас се водам по некои негови примери, по некои негови нели поуки, некои работи кои што сме ги зборували. Ден денеска сум фала Богу во добри односи со него, се слушаме, комуницираме. И он се уште не е свесен, мислам дека ја многу пати онака си отварам душам, кажам, знаеш ли какво влијание имаш ти на мене? Буквално да не бил он, ја не би бил ни тренер, он е човекот кој што ме уфрли во оваа работа на некој начин, ме уфрли. И секој пат му напоменувам, зашто знам дека е важно и за возрастните, не само кај децата. Колку е важно некој да знае дека имал некаков нели како се вика удел во твоето градење на личност. И сега кај што он ме гледа како прилично успешен тренер, да речеме, некој кој што се занимава во тоа кај што он ме навел во тој пат, јас сакам да му докажам него, да му покажам колку е он важен и дека може би без него ја не знам што би бил, не знам што би правил, не знам каде, пошто не станав ни Коби ни Мац во кошарката, барем како играч и викам, окей, ајде, тука почнавме и да, подеднакво се навратиме на темата, подеднакво е важно за сите, тоа околу здравата глава. И многу и од тука некојаш еве и сме правеле муабети и ти со сати, со денови, со тие работи е многу важно како еден тренер ќе се постави со тие некои играчи. И поготово кога се прави разлика професионалец и млад играч, тука има разлика и можеш со нив да се однесуваш поразлично до одредени, иако мислам дека принципите пак се исти. Да. Ама за млади играчи, за деца буквално, види, мора да се посвети многу поголемо внимание. Тотално е поразлична работа на еден сениорски тренер и на еден младински тренер. И на еден мини баскет тренер, да речеме. Тоа се категории, исто како во школото. Еден учител од прво до пето оделение таму на оделенска настава, не е исто што е еден учител од 6 до 9, не е исто тој со оној кој што е од прва до четврта и оние не се исти со тие од факултет и понатака се тоа. Овде кај во кошаркава исто поделена работа. Имаш мини баскет вовед во тоа. Сега треба да не им ги отвараме очи на сите, треба да се едуцираат сите, да си најдат начин. Што треба, што е важно во мини баскетот, на што треба да се фокусираат, како треба тоа да им го представат на децата и што треба да значи кошарката за децата. Ама и на родителите. Да. Затоа што овдека сме тотално изместени од чарки. Знаеш, си бил со мене, си бил во ситуации каде што еве пример само ќе посочиме, каде што дури некогаш ни тренерите не се криви, доаѓаат родители со 5-6 годишно детенце го запишат на кошарка, после еден тренинг, пробно го пуштивме, ќе го биде или нема да го биде? Да вложуваме или да не вложуваме? Што да вложуваш? Што да биде, што да не биде? Не те разбирам. Што сум ја, Господ, кој сум ја за да му судам на 5 годишно дете дали ќе биде или нема да биде? Не можеш да му судиш на никого, на возрастен, на никого, не може, сам на себе не можеш да си носиш одлуки што ќе биде, што не можеш. Јас треба на 5 годишно дете да му кажам ќе биде или нема да биде. И тука настана уште подлабок проблем од тоа како тренерот ќе има пристап према децата и како ќе го гради он тоа дете и како ќе му биде односот со нив. Да. Наметнато ти е од некоја трета страна дека ти треба тие деца да ги третираш како кошаркари. Сега ако ти си недоволно обучен, недоволно учен, недоволно упатен, ништо како тренер, пошто нели сега ми текнало сакам тренер да сум, пошто така видов на YouTube, одам и станувам тренер и од недостаток на луѓе нели стануваат и тренери и наставници и професори и се што. И така више си ги изместивме и границите и шините и трнавме во погрешен правец, меѓутоа да. Тоа е она што го рече. Има голема разлика од сениори од младинци. Јас не можам да имам ист однос. Прво, многу е просто. Тоа дете за да доаѓа на кошарка, за да учи кошарка и паралелно уште многу работи, плаќа за да доаѓа во некој клуб, за да биде таму. Тој сениор, ти му плаќаш за да биде тука. И тука веќе се прави огромната разлика. Јас можам да се однесувам
Нели, како сакам, ти си ми роб на мене, пошто денеска така ни е правено, ти си ми роб на мене, пошто јас ти плаќам пари, и ти ќе правиш се што ќе ти кажам ја. И на некој начин, не случајно ги викаат гладиатори се спортисти во поново време, овие се вика гладиатори. Играат секој ден утакмици 300 чуда, немаат избор. Од страна кога гледаш, тој изгледа дека леле овие лудница, види колку преубаво живеат, има ово, има ово, има. Има се, нема време, нема 2 минути време. Да. Игра секој ден утакмици, трча на тренинзи. Зашто? Зашто некој дошол тука и вика, ја ти дам толку милиони, друже, ти треба да трчаш. А на ова детенце не можеш ти тоа исто да му го правиш. Треба да најдеш начин. Што значи? Ти треба да си авторитет и тоа е многу тешко. Ти треба да си авторитет од оваа страна, треба да си детенце од другата страна. И тие треба тука сега да им најдеш балансот и да бидеш тренер со авторитет и да бидеш другар со нив. Да. Не знам како мене ми успева сега за сега. Да, и тука е тоа на вечно прашање како да се стекне тој авторитет. Бидејќи кај нас од тоа што го имам видено, бидејќи сум имал таа можност и среќа да искусам, сум играл една година средно во Америка. Кај што ти имаш тренери, ние сега без разлика до кај сме, што сме или ние секој ден добиваш нешто ново од нив да размислуваш за не за кошарката. Тоа е тоа. За животот. Тоа е тоа. Па едно, па вака, па не знам, имавме правило ова средно, ама пак имавме правило на ден на утакмица ти мора да идеш убаво облечен, кошула и крават. Тоа е тоа што ти го кажав преска. Од станувањето од кревет почнува се. Од кога станеш од кревет, ако ти не ги научиш основните навики, ако ги скипнеш нив и ти одиш само да бидеш добар спортиста, што и да е, кошаркар, фудбалер, не знам што сакаш биди. Нема да бидеш успешен. Може би ќе бидеш успешен. Еве има примери на многу познати, многу добри и платени, не знам по што се мерат веќе денеска успешните, најверојатно само по примањата. Траат 2-3 години ги снемува од мапа и сите кај овој нели имаше, беше добар, беше талент, беше надеж. Да, беше надеж, ама некој погрешно го научил од самиот старт, од самото градење. Многу е просто, ако една зграда ти кога ќе земеш да ја градиш на криво и ти ќе ја градиш, кога ќе дојде врвот, кога ќе натежне, ќе ти лупне доле, абе како ви која зграда падна другар, ти си трнал на погрешно да си ја градиш зградата. Ние особите сме само уште малце покомплицирани од таа зграда и ти кога ќе трнеш на криво да ја градиш, он гради уште еден на криво и сите се врзуваме и сите сме на криво пораснати. Не знам, не случајно. Ама не, мислам, тоа што кажа ти, се согласувам и сум видел на дело како ти успеаш да стекнеш тој авторитет. И прашањето до тебе е како се стекнува еден авторитет кој што е здрав, нема на детето да му натера да иде криво, да расте криво, туку да му помогнеш на тоа. Просто, сега правиме отворен муабет, тука не сум ни да се фалам, ни да се жалам, ни да кажувам приказки, не знам какви. Авторитетот најлесно се стекнува со знаење, ама не е доволно само знаењето. Има мал милион тренери кои што знаат многу поише од мене, премногу поише од мене, не знам колку поише од мене. Ама, ако знаеш да го спроведеш тоа твоето знаење, да не го насочиш во погрешен смер, да ти го пумпа егото, и само егото, и ти тука седи игнорираш, тогаш можеш да бидеш добар. Го ставаш егото на страна. Супер, ти имај си его за тебе, кој ќе седнам ја, ако си ти тренер, ако ја и ти седнеме да решаваме некој работи, супер, јас со моето его, со моето знаење, со секите потепам тебе. Тоа нема никаква врска со децата. Ја кај деца не смеам да им представувам некои си мои позадински таму планини кои што ми се таложат со ега, со не знам си какви работи, кои што јас лично за себе сметам дека ги неам, може од страна не знам како изгледам, меѓутоа не се замарам и авторитетот го стекнуваш на тој начин, со знаење. Одиш на терен и им покажаш на децата. Ова е вака, влегуваш во детали, некогаш трошиш време, некогаш ќе си ја мажеш главата од зид и ти, некогаш и они ќе си ја маат, ќе ви биде и досадно и напорно. Се е тоа еден процес. Кога ќе поминат децата тој процес, веќе е многу полесно за сите. Кога ќе почнат они да веруваат во тебе дека ти стварно правиш нешто за нив, треба да си посветен. Прво и основно треба да си посветен. Покрај се ова, нели, за да бидеш еден тренер, ти треба тоа знаење, тие работи да ги оставиме на страна, пошто без таа едукација и сето тоа ти не можеш да бидеш ништо. На страна тоа си е неизбежно. Кога ќе ги истреиш сите тие работи, после следат други работи, никогаш не завршува тоа, никогаш нема крај тоа. Се додека не ги истераш на некој пат кај што веќе они ќе станат дали сениори, дали возрастни особи, дали ќе прераснат нешто кај што веќе самите ќе се грижат за себе.
Додека јас имам некаков удел во нив, јас треба на секој начин да пробам да ги анимирам нив и да најдам начин да допрам до нив, затоа што јас знам дека јас моите проблеми сум се доверувал и сум ги отварал кај тренерот мој. Кога ќе ме мачало нешто, поише сум одел кај тренерот да се пожалам отколку кај родителите. И сум се среќавал милион пати со ситуации кај што деца доаѓаат со мене и ја не го игнорирам тоа, за разлика од многу овде кај што друже, јас сум овде да ви покажам како да тапкате и вие сега испарете од тука, не ме интересира, оди решавај се на друга страна. Сум еден од тие тренери кои што више скоро 13 години сум во работава. Ево нека биде порака за некој ако гледа некој кој што нема такви граници, комплекси и фрустрации. Нека биде порака за нив. Сум ги оставил парите, примањата, финансиите, не знам, авиони, камиони позади мене, не сум се секирал воопшто. Не сум ни прашувал колку ќе ми дадат, како ќе ми дадат, кога ќе ми дадат и зашто ќе ми дадат. Една цел сум имал. Да видам што подобар и да терам напред. Ама тоа сум го пренел и на децата. Еј, деца, слушај, гледајте мене. Не се секирам за ова, тоа ќе дојде. Еден ден сакал ја или нејкел, ако работам вака, тоа ќе дојде. И ја пробам да го наметнам тој менталитет. Слушај, мора да работиме, мора да бидеме вредни, мора да трпиме. Треба жртва, нека биде жртва тоа. Зашо да биде жртва мајка ми, татко ми, некои пријатели, некои блиски особи? Зашо особа да биде жртва? Нека биде нешто такво, материјализам некој. Остај го на страна, ќе биде жртва. Утре што ќе фрлиш позади тебе или односно каже, што ќе фрлиш пред тебе, ќе го најдеш позади тебе. Фрлај. Еден ден ќе начекаш на нешто. И сега доаѓаш во тој момент кај што ја не се ограничувам, еве. Голем број на тренери, не можеш да бидеш другар со играчите. Зошто? Зошто не можам бидам другар со? Ја не сум другар таму кој што ќе оди, не знам, девојчиња да брка, да оди, не знам за какви проблемчиња нивни ситни, зборим у школа што им се дешавало со другарите меѓу себе, ја не им решавам проблеми. Туку само им се доверувам за они да ме осетат мене поблизок и кога јас ќе се доближам до нив, кога они ќе се ослонат на мене, кога кажат еј супер, со овој можам да зборам. Кога ќе почнат тие деца мене ми кажуваат за нивните, мене не ме интересира нивните лични проблеми доколку они не сакаат да ги изнесат. Меѓутоа ако ја видам дека некој дете нешто го малтретира, го мачи, пробува да го сопне, да го бутне, и ја упорно на погрешен начин ќе пробам да го кренам тоа дете, ќе направиме уште поголема грешка. No. Од тој аспект ја идам да влезам поблиску до нив да ги допрам, да си направиме муабет, да ми каже што го мачи, што го малтретира и да почнам после да работам на проблемот, дали приметно, дали неприметно, он да го реши тој проблем. Кога ќе го реши тој проблем, поубаво е за него, поубаво е за мене. Затоа што на крајот на денот пак сме за кошарка таму и мене едно дете со здрава глава многу повеќе ќе ми врши работа на терен, на тренинг, на било каде, отколку некој дете кој што ќе ги трупа проблемите позади, еден ден ќе дојде, ќе пукне, ќе прерасне во луда особа и каже: "Мене овој ми е крив, овој сите ќе ги покажеш со прстите ми се криви, затоа сум ја ваков." Не. Доаѓаш на кошарка, конкретно во моментот у мојот случај, врзи со тренерот. Збори си. Ја ти кажував, преска разговаравме на тема. Ги викам кај мене Сони, дојде Сони ќе играме. И они додека се забавуваат, они уживаат, леле со тренерот играме Сони, леле, ама ни е супер забава, јас си ги прашувам. Си правиме муавет, ја ги чепкам, они си се отвараат, си кажуваат, и ја после знам кога ќе видам дека некое дете од тие таа недела, тој месец бил послаб, немал фокус на тренинг, било што, било каква замерка која што би можел да му најам на тренинг, си викам, чекај бе, овој види го што ми каже, јас ја анализирам после. Зашто? Затоа што мене тоа ми е работа. Просто, кога се вратиме, мене тоа ми е работа. Ама во случајов овдека, кај што ние сакаме да градиме здрави особи од луѓе кои што вози камион, работи утовар, истовар, трча не знам каде, мислам ова без подценување према работите, тие ми паднаа први на памет, не знам, работи директор некаде, пошто помала е веројатност ствари директори дека ќе трошат време после да доаѓаат во сала со деца. Работи 10 работи, доаѓа паралелно пошто имал 3 сати слободни од денот да заработи некој денар на кошарка. Па како сака тој тренер да биде на исто ниво со некој кој што е 100% фокусиран на тоа? Колку е возможно тоа, така? No. Значи, подлаво кој што спомнав на почеток, нема да имаме толку време да влеземе у се скрос од темел, меѓутоа пробувам да ти доловам кај се уствари проблемите. Цело време посочуваме него према децата ова прават децата, вакви се тиктокери се, не знам што се. Супер. И ние сме биле на некој начин дебили во нашето време, ако се тоа дебили. И ние што сме правили? Сме фрлеле џамли и тоа било многу подобро него да седиш на TikTok.
Да, супер, можеби било подобро да седиш надвор, меѓутоа ете, сега у нивното време тоа е. Ти треба да најдеш начин како да ги анимираш, да ги трнеш од тој TikTok, да не им биде фокусот таму. Ти гледај, и ја гледам TikTok, и ти гледаш, сите гледаме. И лупам глупости, не е TikTok најголемиот проблем на денешница, сите правиме многу работи погрешни. Ама лимитирај го тоа, најди си начини како да го спроведеш. Ако не можеш ти, затоа постојат луѓе кои што можат тоа да ти го спакуваат. И мислам, не знам сега кој тренер кој имам слушан, валјда беше Пешич или некој од Србија, кој што вика, ти ако не можеш да се прилагодиш на времето кое што живееме, ти не можеш да бидеш успешен тренер, не можеш да бидеш ефективен. Тоа е за се, така и у спортот, не можеш нешто што функционирало пред 30 години, ако и воопшто функционирало тогаш, ама ајде дека таква е школа, на тоа Помала била си и научен. конкуренцијата и многу работи биле малце подругачи. Тоа. И сега тоа истото се уште и ден денеска да се обидуваш. Да, на што мислиш дека се должи токму тоа самото доаѓање до тој степен да доеш до тој голем барнаут и сама спомна и дури кога си играла фудбал, нонстоп тренираш, нонстоп трчаш, нонстоп правиш многу повеќе од тоа што твоите врснички го прават. Да. На што мислиш дека која е причината кај тебе? Преголема желба за успех. Знаеш, кога ќе видиш колку добро ти оди, сите те збораат, сите те коментираат, се плашат од тебе. Јас не сакам да се плашат од мене или не кажувам дека сум најдобра во нешто, меѓутоа сакав да бидам. Ајде што побрзо да ги стигнам тие резултати, ајде сакам рекорд, ајде сакам ова. Кога ќе престанеш да ги бркаш тие рекорди, тие резултати, баш тогаш ќе дојдат. Ќе дојде се кога треба. Ништо, кога ќе престанеме да бркаме нешто, тогаш знаеш дека си на вистинскиот пат. Сега не бркам ниту рекорд, не бркам ниту резултат, сакам, ама кога ќе треба ќе дојде. Ништо не форсираме, ништо не брзаме и така се среди се. Така се среди, а многу работи се врати во форма, се уште не сум вратена скроз како што сакам јас, меѓутоа далеку е подобро од лани. Прво и основно што трчам и се радувам што трчам. Јас лани не сакав да искочам да трчам. Не сакав да одам на трки. Не можеш од такви луѓето не ме препознава мене. Мене тоа уште толку ме кршеше и ми предизвик депресија. Депресија дефинитивно. Кога свати дека окей, ова е надвор од моја контрола или ова не можам повеќе вака, кога беше тој момент? Имаше ли момент кај што свати окей, теа готово? Да. Има и тоа го памтам и денот и мислам како што кажав, лани претходната година само моите родители, мојата сестра и тренерот беа 24/7 со мене. 24/7, нели дома нормално родителите, ама како што мој тренер Игор бил до мене. Ние цела година лани буквално немавме нормален тренинг, немавме сега како што имаме јас и тренерот 2 пати во неделата, јаки тренинзи, се заедно правиме. Дури лесни си се договараме, денеска ај 13 километри, ајде, ќе дојам кај тебе Младиновци на автобуска и тргаме. Ајде, викам те чекам. Лани ништо од тоа немаше, ама ниту еден ден не поминал ние да не се видиме. Ќе дојам кај тебе стај кафе, ајде, дојди во Марино, во факултет кафич, ќе пиеме кафе. Дружба исто како теа од 2023-та. Теа која ги правеше добрите резултати и успесите. 2024-та теа немаше, а MC беше 24/7 со мене. И баш годинава, 2025-та, почнува и во февруари седиме со MC пиеме кафе. И јас, не знам, нешто имавме моаве тука за некој од нашата атлетски круг. И јас му викам, годинава ќе се вратам. И он ме гледа. Викам, ќе видиш за некој месец. Он ме гледа. И он ми го повторува ова сега на тренинзи. Вика, ти текнува ли кога седевме? Вика, он ми вика, јас се исплашив од тебе. Не знаеш, вика, јас тоа прв пат го видов од тебе. Јас му реков, ќе видиш за неколку месеци. Он вака ме гледа и се зачуди.
И ја му викам, ќе видиш, ќе се врати и нема да се вратам јас, ќе бидам подобра од тоа 2023. На тренинг пред некој ден ми вика, знаеш дека си појака од 2023. И јас му викам, ќе биде уште појако. Викам, уште појако, да. И еве, баш ти сега ме праша кога пресече, да, февруари беше година, ако му реков, ќе видиш за некој месец. И он денес ми вика, стварно бе, вика, да ми кажуваше ти сега во февруари дека за 2-3 месеци ќе почнеме пак уште, знаеш, да тренираме и се тоа, немаше да веруваме, вика. Ама ти го видовме, вика, тој жар тогаш. Вика, јас се исплашив, реков сам, добро. Да. Чил, да. Да. Дали беше поеќе од тоа, окей, смачено ми е, доста веќе не, или... Знаеш што, да, смачено ми е кога луѓето ќе ме прашува, ја бе, шо ти се случило, се здебелила, трчаш уште? Леле, тука ми се кршеше срцето, стварно. Као, трчаш уште, што ти е, види се. И бев као, си запишувам и си викам, ќе видите годинава, ќе видите, да, баш, знаеш, во себе си викаш, и си ги запишував те мисли. Знаеш, кога ќе ме прашаше некој, и јас сам вижу, ќе видите. Знаеш, и тука, да, тоа беше, смачено ми е, веќе да ме прашуваат луѓето што ми е, зашто сум се здебелила и дали трчам уште. Некој си кој што веќе и професионално игра кошарка, од каде доаѓа таа некоја, или, ајде, која беше тој момент кога свати дека кошарката ќе ти, или ќе се обидеш да направиш кариера во тоа? Па, прво тоа беше пред 4-5 години и играв точно уште младински лиги, тука М16, М18, такви. И уште не сум ни размислил уште за сениори, со сениорска кошарка, пошто сум бил уште дете 15-16 години и сум ги гледал нели на телевизија и на утакмици сум идел по старите, пошто бев у работнички, идев работнички да ги гледам. И сум ги гледал и сум ги гледал како многу поголеми. Сеаш ко ја кај ќе играм сега со овие, знаеш, не може сега, јас сум си М16 ќе си играм, нема да играм со сениори, кај ќе играм ја мало дете, сега со големите. И дојде тренер Тони Симич, тоаш у работнички, на прв тим, и почна ме зима на почеток на тренинзи само. Сега не памтам дали им фалеа луѓе или не знам што беше и нема вези, отидов тренирав. Јас не дека правев нешто многу играв нешто, ама ми беше многу добро искуство за да видам како работат со облекувална, како е, пошто многу имам разлика од луѓето у младинска до луѓето у сениорска кошарка. Не, повозрастни се со фамилии, со деца, со поголеми, повозрастни разговори, знаеш, по све, и таа транзиција ми беше многу добра, пошто ми се погодија многу и луѓето тамо во екипата што беа. Многу беа дружелюбиви, многу и странци, интересно ми беше многу све, пошто прв пат ми беше и со странци, и со американци, знаеш, муабе да направиш, да размениш разговор. 15 години, да, и сега ќе ти каже, например, на колеч како играл, шо играл, со овој бил другар, со Кари бил другар, и интересно ти е, детски. Да. Детски муабет. И така почна се на тренинзи, али пак ја на почетокот си бев како детенце да сум тамо, знаеш, како да сум си на екскурзија, знаеш, интересно ми е тамо и си ги слушам сите, си играм, знаеш, така. И од следна година, пошто бев многу мал, тоа што младински играв и трета лига уствари и не смев да бидам ни у состав у прва лига. И следната година завршив, мислам дека со младински, М18, мислам дека завршив и дојде Мите Мираковски, тренер у работнички. Тоа што ствари имаше цела као реконструкција, мислам дека и во и директорско место и стручен штаб и све, и ме седна Мираковски и Веселиновски Горан, ми вика да се договориме, сакам да те земе у прв тим. И сега ја шок, знаеш, од кај нигде никаде, ми вика у прв тим сакам да те земе. И ја одма се напалив, викам јако, ајде, може. И идеме, седнуваме, разговараме, све се договараме, ја нормално прифаќам се од младинско прв тим, не може да не прифатиш. За работнички. Така, за работнички. И сега не знаев како ќе ми биде на почеток. Се договоривме све, почнавме со припремамо, си викам, знаеш, нема да играм, сигурно. Прв, со 17 години имав, тоа бев најмлад од цела лига, немаше ни еден помлад. И
и почнавме со припреми, знаеш, на тренинзи така, ме не игра и предходно, пред да почне сезоната, пред претходните сезони, знаеш, сум играл младинска и цело време сум бил најдобар во екипата. Може да се каже, мислам највише сум играл. Да, бе, По 40 сме играли минути. против Да. тебе, знаеме како. Да, и знаеш, навикнат младинска по 40 минути играш, си играш главен играч, лево десно си шутираш, си играш што сакаш правиш. И одеднаш доаѓаш у сениори, доаѓа прва утакмица. Игравме, памтам, против Феникс. Ова беше пред 3 сезони. Играме против Феникс и знаеш, доаѓам ја на загревање и очекувам да играм, идам прв на загревање, 2 сата шутирам, правам се, загревам. Почнем утакмица, не играм. Не играм до четврта четвртина и мислам дека губевме некој, не знам кога изгубивме, мислам дека да, некој 10 разлика и ме стави последни 30 секунди, нешто така беше, последни 40 секунди. И ја влагам таков цел, усраме, нервоза, страф, вика ме гледаат сите од страна, срамота, не играм, знаеш, така се осеќаш, знаеш, си играл цело време и сега дојдеш и не играш, и као срам те фаќа другите што ќе мислат ово, и ми се скрши цел филм. И дојдов дома, пошто прв пат ми се десило тоа, дојдов дома пред моите, со плачење им дојдов и им викам како што ќе правам, ја не можам да играм, не сум за тука, како такви ми се скрши цел филм, знаеш, на дете плюс уште не Абе 17 години. 17 години, да. И као течеше сезоната, знаеш, секој утакмица малце поише и играв, се докажав на тренинг, се тепав многу. Тоа знаев дека 17 години, сега не сум ни искусен ни ништо и сега знаев дека со напад не можам ништо да направам. Не можам да идам и коши само да дам, што најмал идам с коши ќе дам. Викам ќе се тепам од одбрана, па ако ме стаи. И се почнав од следниот тренинг. Викам има ги истепам сите, викам одбрана ги бркам на цел терен, фаули ово, на утакмици исто. И за тоа ме фалеше мите највише. Вика, вие 17 години овој, копили мал, вика, само највише одбрана, вика, сите други вика стоите. И така, само на почеток ради тоа ми играше, ме ставаше секогаш најдобриот да го чувам, пошто најмлад, највише енергија и го бркам. Сега, не дека сум играл нешто добро одбрана, туку од желба што сакам да се докажам. И така кога течеше сезоната, не знам, што многу работи си надесија таа сезона, имаше повреди, имаше проблеми финансиски све и ми се погоди немаше кој да игра. И на крај на сезона плейоф играв по 30 минути секоја утакмица. И ми играше, стварно многу ми играше на крај, пошто немаше кој ти викам и се докажав дека сакам да играм, сакам да се покажам. И така таа сезона така си пројде. Следната сезона имаше пак исто турбуленции. Првата сезона бев задоволен, на почеток само ти викам не играв, после тоа беше нели се докажав и играв, се тепав, се правев све, не знаев ни што правам, пошто бев мал, уште неискусен, уште нервоза ме фаќаше пред утакмици, премногу страф, ово дека се постари, ама така пројде. И после таа сезона, нели се почна сезоната, имаше многу јака екипа, работнички имаше многу добар буџет и се земаа многу јаки странци и македонци дури, не само странци. И трна сезоната и мене ми се намали минутажата, пошто имаше многу добри играчи. И така пројде сезоната, исто бев разочаран, знаеш. Нормално сакаш да играш се поише, сакаш се подобри, знаеш, од претходно кога си играл поише, си викаш следната година и уште поише сега ќе згазам, ќе направам ово. И такви ситуации се десија и морав да, знаеш, ми се намали ролата во екипата и бев втор, трет плеймейкер и немав толку многу минутажа. Али така пројде сезоната, не беа, знаеш каков крај имаше, изгубивме од Пелестер во полуфинали, не беа задоволни, никој не беше задоволен нормално со резултатот, пошто се имаше најголеми очекувања, се одеше на титула да се стигне до финале и да се освои. И таа сезона така пројде, јас разочаран цел, па имав репрезентација тоа лето. Игравме во Полска бевме и после тоа ми остана уште една година договорот од работнички. Тоа беше оваа сезона. И кога седнав уште да со директорот и тренерот, и го има доста големи очекувања, сакаа да ми играат, сакаа да ме развијат, сакаа да имаат играч, нели, од работнички да им искочен и им верувам, знаеш, им верував дека сакаат да и они навивачи и играчи сите сакаат да сум дел од екипата и да бидам главен, да бидам голем дел од екипата. No.
И кога што почна сезоната, се виде, знаеш, имаше, не беше како прошла сезона да има толку многу играчи, и имав повеќе слобода, знаеш, да играм. И исто така и оваа сезона, сега не знам дали имав јас среќа или ми се погоди, но мислам дека мора секогаш за секој играч да се деси нешто, например некоја мала повреда, некој друг играч, нешто такво, финансиски проблем, нешто такво да се погоди тебе као млад, да те става да играш пред постариот за да се покажеш, знаеш. Мора некој случка на околности да се десат за да ти да дојдеш до цела се до израз, да. Шанса, Да. И такви некои работи пак се десија оваа сезона. На почеток на сезоната буквално тренираме и доаѓа првата утакмица и имавме странен плеймейкер, Србин, се повреди и одеднаш кај јас станав единствен плеймейкер, знаеш, од лани што беа 3, сега сум 1. И првите неколку утакмици играв 40 минути. И тоа беше, мислам, добро да му се покажам и на тренерот и на сите други дека можам да се држам со сите у лигата, дека можам да играм, дека иако сум прв плеймейкер, иако сум млад, дека пак можам да се носам со нив, дека не сум некој хендикеп па да мора да менја да барат нешто друго и така секогаш идеше сезоната напредував се поише, тренирав, највише искуство до утакмици нормално црпев, што играв се поише и поише. И така до крај на сезоната бев, знаеш, у топ 5 у екипата, знаеш, у први 5. И тоа сум среќен што добро пројде индивидуално за мене сезоната, тимски секако можеше подобро да заврши, но нормално имавме, сите знаат, као јавна тајна тоа дека имавме проблеми и со финанси, и со сали, и со све и свашта. Ама останавме буквално, среќен сум што останавме цела екипа и тренери и се до крај заедно и као не се откажавме едни од други, иако имавме секакви проблеми, имавме право да се нервираме и да си отидеме и да не овако, останавме заедно и си изборевме до крај и дававме се од себе.